Toyota го создаде SUV сегментот уште во далечната 1994 година со RAV4, а денес им нуди на клиентите најширока палета на SUV модели на европскиот пазар. Yaris Cross, совршен спој на практичност и комфорт. Багажен простор од скоро 400 литри достапен и со погон на 4 тркала, како помал брат на големиот RAV4. А ова е Toyota CHR, возилото кое го најави новиот дизајнерски јазик на Toyota. Абе, да му се изнагледа човек, што да кажам друго. Еве го RAV4, основач на SUV сегментот, прво само полнечко хибридно возило во сегментот и следен во листата ни е Highlander, моќниот SUV со хибриден мотор од 248 конски сили, стандардно опремен со 3 седишта, односно 7 места за седење. Но тука не завршува SUV гамата на Toyota. Листата ќе ја дополниме со најголемиот офроуд амбасадор Toyota Land Cruiser, за кого не постојат никакви граници во движењето. А со Toyota нема олабавување. Оваа година SUV гамата ќе се збогати уште со следниве модели: Aygo Cross, најмалиот од SUV возилата; Corolla Cross, тоа е SUV изведба на најпродаваниот автомобил во светот, Toyota Corolla. RAV4 доаѓа во нова плагин хибридна верзија и BZ4X. Тоа е првото 100% електрично SUV возило на Toyota. Значи, се подобро и подобро ја свириме шпицата, морам да признам. А немаме овде ништо пеење, немаме рапување, бидејќи ова е специјална емисија за 3 април, нели завчера беше 1 април, па сакаме да ви направиме едно изненадување. Ова изненадување го мислевме некое време, го договаравме некое време. Имаме супер емисија со гостување од 4 наши македонски стендап комичари, сите од Охрид. И да не губам време во најави во такви работи, да оставиме повеќе време за смеење. Одиме специјална 1 априлска емисија на 3 април. Ако случајно се најдете во Охрид и одите на стендап, 90% се шансите дека ќе ги видите овие, бидејќи ова се 4 од вкупно 5 минута кои прават стендап во Охрид, а бога ми и во Македонија, а бога ми и низ регионот. Коле, Јован, Зоки, Никола, ојме! Појру. Ајде, македе, појру, ојме! Ајде, јас да се сместам. Добро сме. Опа! Да не сакаш да запееш? Како го зема микрофонот? Ово е за тоа, го чуваме, да не сака некој да запее. Се случува, па знаеш некој како сака, пошто пази интересна работа, деме како се пеело на буба, не е исто, неки другите се параметрите други, знаеш? Друго е. Да. На друго мава. На друго мава. Плеќаме. Така. Абе, Охријани, како е Охрид? Сите викаат многу бил убав овој период, деме нема гужви 2 август лишно, сега било. Сите кои што не ќат да заработат, викаат супер. Така? Да, иначе празно е без редовните гости скопјани. Плачиме, тагуваме, депресија. Па не е така подобро? Не секогаш. Не? Не секогаш. Особено не во август. Зошто убаво езеро, сонце, кеј, лепота, што му фали? Не, убаво е да здивниш. Сега, например, позната шема се фура во Охрид, сите реновираат. Така, овој период. Така е, нели, припрема како право смукалка пред гостите. Така, генералката ја правиш, најавени ти се доаѓаат во 7. Да. Се молиме Грчка да затвори граници и тие се параметри. Да има нешто ковид, а? Да. Добро беше, мислам. Добро. Како се погоди, ај сега кога почнуваш за тоа, со протоколи имавте проблеми тоа да се прават веселби, журки, свадби, не знам, крштевки? Имавме проблеми, имавме повеќе врски и пријатели отколку проблеми и тие помогна. Се шегувам, нормално, затоа сме дојдени. Протоколи жаре на сите, мислам дека сите ги осетивме. Така. Само мислам дека сега веќе почна да се размрда работава. Добро. И почна сега веќе мислам сите треба да име на минимум едно 10 свадби веќе ближните не поканија. Так. Само јас иницијатива, ево и со братучет и со екипата веќе
Никола е братуче, Никола ти е не го? братуче. Да. Да знаете? На сите ни е братуче. На сите им е Да, тоа братуче. сакам да прашам, чии братуче? Општо. На сите. Тој е се македонски братуче. Да. Аха, значи он е нашиот братуче. Братуче по статус. Така, добро е тоа. Добро е тоа. Превзеловме иницијатива да се промени малку протоколот за свадби и веридби. На кој начин? Посебно за веридби. Значи, и што се случува? Кратка увертира. Значи, ќе дојдат, Да. дечко и девојка биле година дена, пример, така, Добро. минимум, Добро. супер се, и сега идат моментот кај што веќе прстени, ова, она, спектакуларно, нели, мора да е, фамилиите да се сретнат, Да, класична веридба. Муабетот, кој ќе дојдат, значи, предходно се спремале 2 недели, Точно, кифлици, само на тоа руски, мислеле. чуда, фустанот, фризура, све, стокмено, идат луѓе и а вие шо навака, за шо сте дојдени? Кому му е тоа потребно? Така. Зошто? И после ќе дојде прва браче да излегуваат. Дојдовме, момиче сте имале. Добро, ова е та преуба, капка со ова. 10 пати поуба од ова што треба да е земја. Зетов плачи, викат зошто, избрза. Така. Не овие, требаше, не е таа. Не е таа и на крај ќе излезе момичето. Ајде со среќа. Значи може поедноставно да се почне. Може. Да речат, деца ова се сакаат, се сакаат. Така е. Одлично, да ја се напиеме и да си готово. Така. Да. Мислам дека би било пофино. Ама Охрид, Македонијо. Охрид, ние вака кои доаѓаме од време на време, нели си го знаеме само по убави работи, и не одиме по некои си зафрлени агли од Охрид, да речеме. Не сте прошетали? Да. А пример, Ограничени сте. Зоки кај што живее е до гробишта. Точно. Така, да. Тоа е така некој дел од Охрид кој не го знаеме. Како е пример, знаеш, Животот крај гробишта? Да, па малку е потивок. Морам да признам дека малку е така, полабавко е. Ама од друга страна пак тоа е многу елитна населба, затоа што квадратот е многу поскап од било каде на друго Многу место. скап квадрат. Држи, така е. Да. И од цел град луѓе си селвет, само тука се вселвет. Не, си одат, така му доаѓа, си бегаат поише. Бегаат во странство, ама после сите се враќаат во моје мало. Така, да. На сигурно се враќаат. Еден ден ќе се вратат, деме. Да. А и растењето беше малце поинаку. Пример, не знам, јас имам жена што е од стариот дел на градот, од близу до Света Софија црквава. Так. Баш Варош, Она автентично. баш. да, хардкор центар. Браво. И кога ќе споредиме како растела таа, како сум растел јас, имаме многу различни искуства. Пример, не знам, тие кога биле мали чекале свадба да имат во Света Софија и се збирале децава за да им фрлят бомбончиња. Ние чекавме погреб да имат и одевме да ни дајат лајбица со луком, пошто тоа ни беше кеф. Да. Ама спротивностите се приметнуваат. Да. Исто ни омилен празник им е пример Водици. Нас ни беше мртва сабота. Тогаш има она, Пошто на мртва наплив. сабота имаат најмногу живи луѓе таму и можеш да видиш и живи особи. Многу е интересно, да. И ти дават баба некоја задуша. Кога ја видиш за душава внатре шо има, то некој лепче клаено, некој сумоместнато сиренце и баклава. И то кога ќе се измешат, све има вкус на све. И ти викат, ево касни го. Фала. Ова ти да го касниш. Ќе видиш јадењево за душа да се прашаш за чија душа е ова. Точно. Хич не е за душа, ама ајде. Ваков му е стендапот? Малку некој црно мала или не? Од кај? Да, добро. Ево, Автентичен. види, од мало дам на погреб, затоа од црно се облекам се. За секој случај. Да. Се чувствувам навика. како дома. Да. Навика. Од кај знаеш можда некој ќе треба на брзинка да излезам од дома, спремен да сум. Све се случува. Настапувате во Охрид, кога е, нели, стендап кој се прави, претежно во Джезин. Да, тој ни е клубот матичниот, Матичниот да клуб. речеме. Да. Па како ќе речеш, сцена мислиш? Што Сцена да ти мислиш? кажам? А то внатре собират едно 40 души. До. Ама одбрани. Ама си поминуваме тоа. 40 чисти души. Но се настапува еве се поише, фала Богу, и низ другиве градови, ама и регионално гледам дека почнува. Мораше веќе. Така? Мораше, тесно е. И кога се оди се збори српско-хрватски, се прилагодува или како? Па се трудиме, зашто ако почнеме тие стално така деме гостопримство сака да покажат, вика, Јелија, зашто ти не причаш македонски? Так. Викам, па затоа што на програмата во бивша Југославија помалку имаше шарам, барам и бушава азбука, а повеќе имаше Бранко Коцкица. Тоа се тие параметри, така да мора се адаптираме. Ама имаш пример по нешто сигурно на македонски. Мора по нешто. Ради естетике. Так. За да не биде муаветов. Не, никако, мора малце ни ќе убациме.
А што е прво нешто што се фаќаат како коментар? Дали е тоа со членувањето, пример? Така? Така. Така. И ти доаѓа... Се не знам дали е коректно да речам, така се шегував на времето, сега веќе се Калашников систем. Затоа реков не знам дали е... Коректно. Да. Не дека има војна во моментот во светот негде. Супер. Да, така. Баш се чудев, идеме на кај Скопје и на секаде само темјанушки. Да бе, се колку е се прекрасно. Ама за тоа сме тука. Ете 3 април тоа беше муаветот, дај да видиме малце да се насмееме и такви некои работи. Сега време за стендап. Зоки може? Да, секако. Ајде, Зоки, да го чуеме. Ајде. Ево речи си 2 години помина од кога се прогласи пандемија на светско ниво. И 2 години се откачи одштек сите луѓе. Значи, никако не можам да сватам. Прво, кога се прогласи, има нов вирус, пандемија има. Кажеа, превентивни мерки, миење раце, држење дистанца и носење маски. Прво што направи луѓето, појда в продавница да купе тоалетна. Абе, душата си е стада ако да река, ојте убите се за тоалетна луѓе. По маркетиве вака беше, газ прекугла, буквално. И никако не можам да сватам зошто. Зошто толку тоалетна куфе? Ако во секој време можеше да поиш и да си купиш. Немаше никаква криза не настана за тоа. Плюс е то толку сменлива работа, што можеш да ја смениш буквално со све. Можеш да си купиш палома марамици, влажни марамици, хартија за вокујна, салфетки обични, па кога имат предизборна кампања. Од овие што ги даваат предизборни програми, то душа дале за истата намена. Само не, ние мораше да се тепаме в продавница за очи да си ваѓаме. Исто, друго беше, каже дека нема лек, не се знаеше. Ама не знаеа тие што тој ми е работа за лек. Баби на Facebook знаеа точно кој е лекот. Од прилика гласеше вака, ќе земиш чаша, до пола ќе наполниш со јогурт, од пола исцеди лимон и 3 лајци тури му пепел. Види што ќе се еси, ти змеше го испи го. Корона нема да фатиш. Ке умриш то сигурно, ама корона не. То нема да фатиш. И луѓе пробвеа, што е многу интересно. То ми беше најфасцинантно. После тоа кажеа дека Сумамед бил добар ако имаш корона, дека може да ти помогне. За 2 дена во аптеки во држава немаше Сумамед поќе. Го купеа луѓе, го пиеа превентивно. Да пиеш превентивно Сумамед за корона е исто ко, не знам, дојш на хемотерапија затоа што те мрзи да се шишаш. Некоја таква, не знам, безсмислена работа. Исто, после ми беше интересна работа со коронава, знаеш, кога почнеа мерки да ваѓаат нови. Цело време, ова требало, ова не требало, вакви маски, такви маски, овие били убави, тие не били убави. Најчудна од сите мерки ми беше носење маски на отворено. Зошто? Ко немаше ни еден, буквално немаше ниту еден случај на заболени луѓе од корона што фатиле вирус на поминвење. Сите беа од затворени простори, од прослави, од родендени, од мекици. Значи, мекици беше државен непријател број 1 кај нас во тој период. И, знаеш, чудно ми беше за да ги прашаш тие што го донесеа законот за да се носи маска на улица, да ги прашаш зошто е ова? Зошто е ова? Превентивно. Па за заштита. Од шо? Од препознавање? Да не можеме да се познаеме со луѓе на улица? Ој што му викаш на некој здраво по интуиција, евентуално, по фигура ако го познаеш. Здраво, Васко, Перо, Бошко, кој си, не знам. А и обратно исто беше. Мене ми се случи, ми дојде едно човече со бейсбол капче, бандана на лицето, Аца Лукас на очара, црна кожна јакна, изгледаше ко вампир што после на желба му е да прошета денски. Дојде до мене и вика, шо прави? Викам, се плашам, шо правам. Не знам дали треба здраво да ти речам или новчаников да ти го даме во тет. Тоа е се од мене. Ај за убави работи, ај за журки. Скроз нешто различно. Има ли журка, онака што сте си поминале толку добро, да станало приказка во кафана? Знаеш, кога ќе седнеш во кафана и секогаш му кажи му оној пат, кажи му. Има нешто такво? Не знам, журкаджи сте, пример, по природа? Журкаджи, апсолутно. Барем бевме на време. Се дружиме со Жура, па мора сме журкаджи. Жура мора да го спомнеме сега, пошто јавноста ова мистично име може би го звучи, тие што не се од Охрид. Добро. Жура е човекот кој што е задолжен за менаџментот и за организацијата на сите настани.
На сите 5. Тоа е, да. Да, главниот. Тоа е главниот. Не е тоа мала работа. Не, затоа моравме да не го земиме сега, да го поканиме во една посебна емисија. Само за жура. Држи, добро. Океј, поздрав. Те му го го поздравувам. Да, готово. Еве, направи вака чек. Еве го, чек. To do, next to do. Која журка е некоја што ја памтите? Има некоја онака што памти буквално, мора да. Јас имам една таква приказна. Која е таква? Атина 2010 година бевме на концерт на Bad Religion со друштво од Скопје, екипа од бендот Новиот почеток. Познати панкери. Да. И се забравме од овдека од железничка, дојме таму со броени пари во минус. Аха. Испадна дека картите малце поскапеле, во меѓувреме кога се пребројавме, видовме дека имаме уште пари за да влеземе внатре и толку. До заработите. Да, на крај ќе требаше да бришиме кондори на излегување за да собериме пари за назад. За среќа се погоди, Фиц од Новиот почеток, поздрав. Фронтменот, да, главниот. Се знаеше со менаџерката на обоени програм што настапува и тие вечерта на концертот. Да. И кога влезе таа во собата, имаше тој организирано VIP карта, хотелска соба за еден, ние влеговме четворица внатре, пошто македонци. И влезе господјата внатре, не виде четворица, рече: "Дечки, вие имате карти?" Па као имаме пари, да автобус работа. И тоа е. И кажат: "Ај, ќе видам да стам на список како можам." Само се надеваш да нешто се случи моментот да дојде да ја викне некој. Ама баш онако филмски беше, вика: "Тај ќе стам на список." Можеш? Да, супер. Му пишеа порака, на список сте, идајте. Ојме да на концертот, пошто Олимпија се викаше салата, а во Атина секоја сала се викат Олимпија. Ради мора да е нешто така. Олимпијадата во 2002 мислам беше таму. Так. Сите сали се направени за тоа и сите се викаат Олимпија. И тргвиме на метро да фатиме. Одиме 18 станици Елео. Олимпија некоја бараме. Стигвиме таму, гледаме никој, ни концерт, ни луѓе, ни автобуси, никој. Ни Олимпија. Го прашиме еден човек таму што работеше, викаме: "Оде концерт?" "Не." "Кај е?" "Барајте 38 станици од кај што трнавме назад." Стигнавме до почетокот и возевме уште 20 пратија таму. Да. Стигнеме пак таму, никој. Истата сцена, нема никакви коли, ништо. Па кај е? Најдовме ни дечки што носеа мајци од Faith No More, пошто и тие свиреа вечерта. Море тоа добар лајн бил. Да. Топ, ги викаме: "Дечки, за концерт сте?" "Да." "Ве молиме, однесете." Да. "Ве молиме, значи, ќе ни пропаднет картиве, 2 без пари најдовме карти." А вип се. Не врати од тука 20 станици и дојдовме на Point 0, само преминавме улица и тука беше концерт. Баш кај што сте трнале? Да. Да. Се извозавме цела Атина вдолж и попреку ја поминавме, сега требаше само да преминиме преку улица. Убавина. Ама кога влеговме таму со по 50 евра плюс, пошто толку беше картата. Вака влеговме внатре и поминавме лудило. Тоа нема никогаш да го заборам. Значи каква вечер беше тоа. Ама барем си отишол. А мене е зашто кога бев во Лондон, влеговме во еден паб и таму останавме така подолго време. Знаеш, се заседавме у пабот, окей, се окей. А тоа е од Макарши Хайд парк. И кога излеговме после многу сати, дознавме дека само што сме влегле, а имаше многу гужва стварно, мислевме некој настан, вадео, што иде. Таму свирал Ерик Клептон и било free for all, значи така нешто било како... Добро, битно сте не во кафич. И останавме како пацери по 5 часата таму. Никола братучет, ти кажи сега има ли некој што не би носел на журка? Дали има некој другар кој што си го сакаш, сето тоа, ама што не е журкаџиски тип? Сите освен на електро. Аха, овие на електро се посебни. Да. Ако земеш диплома, значи не го земаш. Добро. Дипломава е обратно од пропусница. Како антигратис. Да, или дупло. Или дупло, добро. Пример бруцошка, нели овде е позната бруцошка на машински, на електро, има се осем електраши. И сега ако има желба, фрлиш око, што би се рекло охридски на дама, и ти речи само не, како бекап ти се сите електраши, пошто таму може да дојдеш за Netflix, Marvel, Spider-Man против Dota. Да, пошто нивни ги учат на пример, ова е дама и би требало нешто логично, не, ова е трансформатор. И е многу покомплексно од
ме разбираш, низ животот, значи има и трансформација. Чели сакаш да кажеш размислуваат во таква некоја матрица? Да. Да, така. И сега ти кој ќе немаш, на пример, јаш се нули, корпа или контейнер, кеци нула. Да, и наоѓаш некој и сега не знам дали преако поминуваш, битно поминуваш. Да. Е така. А кој ти е најдобар другар? Чекај сега, може и некој да доведе, не знам. Поминувам. Не, а? Најдобар или не дружите меѓу себе толку многу? Само братучец, тоа е веќе Он нема другари, само братучеви. Да. Сите. Тоа е good religion. И од фронтмен. Good religion. Братучец. Затоа не е на, мислам, најдобар ми е зашто не е на електро. Мислам, тоа сакам да кажам. Добро. Многу хуман човек. Да. Ќе ти се налутат можда во електро, ама ти ништо лошо впрочем не кажа овде. Апсолутно не, затоа што сум на машински. Машински сум. Од друга страна, имаат и многу позитивни работи. Така? Да, кои што јас ни една не знам. Да, така, само не ми текнува работа. Не се откриени. Ајде сега стендапче малку од братучет, бива така? Малку, така, 3-4 минути онака. Како го викаат тоа? Демек добра петка? Не, имаше некое... Good five. Така, нели нешто? Tight five, вика. Tight five. Ти си бил комичар. Ајде, братучет, одиме. Изгледа него викенд веќе. Значи, во македонскиот литературен јазик постојат некои поими кои што ако ги гледаш од оваа перспектива што ги гледам јас, може да звучат вака. Како на пример годишен одмор. Пази, годишен одмор и трајт 26 дена. Тоа ти е исто како да имаш неделен одмор и да се одмориш во недела само. Човече, 26 дена, ти мене да ме пратиш на годишен одмор, мене тој период ќе ми треба само да се спакувам. 26 дена караван ќе треба да наполнам. После друг поим што го име интелектуалциве од побанкиве го имат измислено, тоа е потрошувачки кредит. Не, пошто другиве се заштедителни, знаеш, она да ти е ќеф дојш во која и да е банка, да земиш потрошувачки кредит и да го потрошиш. Пошто ако земиш потрошувачки кредит и го штедиш и си будален и си влав. Дој станбен кредит да земиш и да живееш под кирија. Некако така, да. Следен поим кој што мене има текната, мајка ми е самохрана мајка, тоа е судбина, пошто се храни сама, татко ми не е самохран, пошто го храни мајка ми, логично дека ние сме самохрана фамилија и бараме помош. Претежно. Да. Ова се некои поими од медицински аспект гледани, како, например, крвна слика, често го слушам тоа. Јас имам видено крв, имам видено и слика, крвна слика немам видено. Знаеш, да оиш во болницава и да им речиш, значи ќе ми дајте една крвна слика, една белодробна разгледница и мозочен глобус. И ако сакате да се поредиме вака, да направиме едно рентген селфи да се испукаме сите. Тоа се медицински, после друго го користиме игран филм. Ете, поимот игран филм. Јас бог знае колку 10 години можда немав седнато да гледам игран филм на телевизија, седнав, пуканки, пиво, како што се гледат игран филм, го пусти филмов, леле еден спор, една меланхолија, еден никаков. И свртив на танец, пошо да не ојд пиво во и пуканки ве фира. Поимот, например, меѓу брачен пар или небрачен пар, пошто јас имам вереница, во ситуацијава таа станви неверница, пошто не и се вервеше, кој ќе речеме пробвите, или пробвиме ние, одма, значи, се знае зашо правите муабет. И ние пробвиме периодов, Сабајле пробавме, ете дојде и рече, леле, дали еве сончево денеска, боговите се на наша страна, дали сакаш да пробаме? И јас реков, ајде еве пред да тргнам за Скопје да пробаме. Луѓе златни, вие не знаете колана како ја мијат. Површински, со емоција го зборам, околу воланон прашина останато, околу мењачен и не пробвиме поќе. Тоа е. Исто кој јас кој ќе треба да усисам. И тај не пробвид веќе со мене. 1909 година, петок, 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ. Под бледата светлина на светилката, за прв пат во историјата на градот е видена ова е чај. Ова е чај. Браво.
А што правиме муавет? Што зборевме? Како е, кажи ми ти, пријателче, да пишуваш стендап, да работиш, нели, еве, патување едно друго, мораш да освежуваш материјали. Секако. Ама со деца, како е? Знаеш, бидејќи имаш искуство пред децава да дојдат во твојов свет? Да. И откако? Има разлика? Не. Се, супер. Само дозата на диазепам е поголема, друго се е во ред. Ти останува време да работиш на материјал, пример? Откако све да издункаш дете, да јаде, да... Еднаш ми се јавија од јурумлери или од не знам, ми рекоа сакаме настап. Јас реков да. Не, за ништо не преговаравме, само дојдеш малку да се освежиш. Да. Иначе презабавно е. Порано мрчев појке, сега веќе се навигнав, сега сум левел джедај. Чекај, дека порасна, па поише можеш да се разбереш? Јас на кондиција. А ти се... Кренав. Така, мускуливе ги зајакна. Првите неколку месеци, првото кога се роди, другари веќе шумаја, деца ми велеа, животот ќе ти се смени, Николче, наспи се. Јас реков, што толку спиеме во рете. Леле, прво што разбрав е дека светот порано беше потивок. Од кога се роди првото дете. Како специјалци дома, како тигри со жена ми, јас на она за пеглање на даската спиев, тетрапелени, вака, спремен. Цело време. Колку малку, а? Колку да си спремен. Разбираш, и само, одма во акција, одиме, има пулс, диши, не диши, се. И ако е се окей, не си легнуваш да спиеш одма. Чекај, ти се случи, знаеш, на овој момент нели составање огледалца, па што викаш дише, не диши глупости. Нели пример во ситуација вака ја немам дете, пример ти изгледа смешно. Ама кога ќе добиеш дете, веројатно почнува да ти видат нормални тие работи. Првата вечер, да, си абе диши тоа? Ова бабица што е таму, одам да ја земам сопругата и детето, ми го дават да го подржам, не знаеш како да се понашаш, пошто твое е. Ти уште не ти е јасно. Видиш и ти ама си... Држам вака. А чека, туѓа да беше гајлеви е. Бе, подруго е. Малко е од дистанца. И да падне. Ако е туѓа, прво што ќе приметиш е на кого личи. Не дали диши. Разбираш? Ист како мајка. Да, али ќе смени. И сега вака го држам. А така е муавето? Да. Демек, за да се задоволни двајца. Да. На кого личи малиот на мене? Ке смени. Значи ти го дават детево и ти викат само пази главчето, пошто тоа не може да го држи само вака, не сме да му прават, пошто ќе откуцат детево. Викам то сега ми го кажете. И кај наоѓаш време за пишување? Ги земам децата и пишеме заедно смешки веќе. Заедно? Да, и тие се навикнаа дека тоа е животот. Пишеме заедно смешки и пред некој ден керкичка имам од 5 години, син од 7 и јас нешто во компјутерот некоја идеја штракам и да мала ми викат тато, те гледам смешки дека пишеш, запиши ова јака е. Застанав, викам ајде да видиме што ќе се деси. И ми викаат пази ја смешкава. Бананата плаче, мандарината не. Јако ти е? Викам, бој. Не е лошо. Дома сум... може да ја доработи. Од Монти Пајтон мало водо. Викам, панчлайнов. Викам, готово, запишано. Не ја прашаш што си има случајно на мене. Викам, драга, шо чај пијат малава? Нешто многу лабаво. Па добро што се вклучени. Мора малку, знаеш, интеракција. Ајде, дур сме расположени. Коле, ти си наред да видиме. Ајде, добро, ајде. Со среќа. Хвала. Спонтан аплауз и за Жаре. Еве, звукот на платената публика, почитувани дами и господа, е прекрасен. Жаре, иначе, мило ми е кој ќе видам нормален водител на телевизија. Под нормален, подразбирам нешто, еве, од прилика вака. Ти не си нормален, мислам, најдобар водител, може би. Пошто, кој ќе споредам со водител или водителка, не дај Боже, на утринска програма, мислам дека тоа треба во уставот да се вметни и да се укинет. Зошто ќе речите зошто, Никола, зошто сега шубо така на утро, мислам, ќе не расположат. Не, она е премногу ентузијазам во единица време, особено понеделник, сабајле.
5 без 15. Кој ја видиш на телевизија, добро утро, почитувани дами и господа. Денес е понеделник. На сите ни треба малку повеќе енергија. Не, сестро. Понеделник, сабајле, не ми треба повеќе енергија. Ми треба кокаин, само очи да отворам. Ми треба стероиди и органон да отргнам да станам. Таја преентузијастот сабајле, денес е понеделник. Ова е најтешкиот ден во седмицата. Шо се радвиш толку, мори, како ти да го имаш измислено тој проклет понеделник. Добро утро! Шо е следно шо ќе речиш? Земете оштар предмет и издупи го ближниот свој. Се врагаме по рекламите. Кој ентузијазам, човеку? Денес е понеделник. Од друга страна, па ја разбирам, знаеш, затоа што си викам за да дојдит во ТВ студиото во понеделник, во 5 без 15, таа кутрата треба да почнит со спремање во 3. Петокот. Да станит едно кафе, друго кафе, ладен туш, топол туш, Red Bull, криптонит, се да закачит за да се подосвестит малце. На лицето не шминка, почитувани дами и господа, не. Кнауф Вебер. Комплетно со глетовање. Прво една груба рака, мајстори од Вевчани ќе дојдат, скеле ќе постават, па после една груба рака, па после фино, па глетовање малце и само овде дупчиња ќе остат околу очињава, за да не убиет со ентузијазмот во студиото на утринска програма од сабајле. Добро утро, денеска е понеделник. Господе Божи. И за кој теми, брат муабет, понеделник сабајле? Денеска ќе зборуваме за здравата исхрана. Викам, браво, сестро. Тоа е првата работа на која што ми теквит кој ќе станам понеделникот сабајле. Станувам и викам, кај се марулите? Битно ми е. Денеска ќе зборуваме за здравата исхрана. Со нас во студиото е господин нутриционист. Господине, повелете во студиото, кој ќе го видите то чедото, тој нутриционистот. То не може да постои колку е неухрането. Вака асистент му треба зад него, вака да го држи како марионетка, дој то кутрото немој да диши вакво. Застана да вика. Да, господине, повелете, кажете ни и на гледачите, значи, како треба да се храниме. Па, треба да се семе во едно со мала лажичка се става во млака вода, се меша нежно, 2 пати налево, 2 пати надесно и се конзумира умерено, шо умерено, море срце златно, абе касни ребро порасни, човеку златен, касни ребро порасни. То се тие дилеми кои ме мачат рано наутро. Исто така, не знам дали забележавте во последно време, поскапи се. Имате забележано да. И најако е што на вести првата работа што ја рекоја е дека се поскапе, се неверојатно поскапе, но има и полошо. Една прекрасна вест. Преубо. Станувам, одам на продавница, гледам охридски варен геврек. Порано на времето беше 10 денари. Рекувам, колку е? 70. А викам, фамилиарно пакување е ова. Шо имат бе, сестро, во гевреков? Читам состав, брашно, добро, и то скапо е сега. Не знам, малку шекер, сол и подобрувач. Шо е подобрувачов? Од каде? Од Колумбија да не го донесе. Подобрувач. Па до толку што ќе подобри како за 70 денари, не знам. Влегувам во супермаркет, гледам кило јунешко месо, замрзнато при тоа, 500 денари килограм. Првата мисла што ми дојде вака во умов е, шо теле е ова? Изгледа телево направен имат студирано, 1-2-3 години, и то во приватна квота. Да се плаќале од дома, да се школува тоа телево, имат квадрирано таму, не знам, паѓал на испити и валјда сега сакат да си ги вратат парите вака некако. Не знам. Се поскапе. Струјата поскапе. Мислам, јас одма почнав со рестрикции по дома. Прво што направивме, прв чекор беше за да поминиме поевтино,
намалија пумпата од рибчето на кец. Так. Имам рибче, златна рибка, ја викаме, иначе плашица ќора е. Тоа е типично охридски. И ја намалив пумпата да заштедиме на струја, некако. Рибава почна да протестира. Внатре во аквариумот вака ми праќа. Шо е бе, викам, шо се дериш бе златна, не викај, ало, кризно време, мислам, шо очекуваше. За да не се љутит, пластичен замок и ставив во аквариумот внатре, за да чувствуват дека имат аристократско потекло. Сега си мислит, ја златна рибка сум, ама од цар Самуил ние од на времето имаме потекло. Шо друго? Струјавот ко поскапе, ги извадив сите осигурачи од подома, и му реков на децава, готово, сега ќе играме покер на осигурачи. Готово. Кој што ќе победи, ќе може да се истушират мило. И му викам, струја палење, дома никако. Никако сонце мое. Значи, можеме по-добро. Некогаш место сијалица, чедо мило, вклучете малку интуиција, бе, мајко му стара. Како? На фрижидерот го исклучив очтек, почнавме да му пуштаме депресивна музика за да му е ладно, студено внатре во душата. Ставив налепница, затворено од ујапа. Отвори ако мораш. То се тие некои моменти. Си викам, какво време дојде, еј. Какво време дојде на човек не му се исплаќа. Не дај Боже струја да те фати, ке речат го опра парата. Ајде, има таман време за јадење, викам. Tower Combox за мене. Мартина. Tower Combox Hot and Spicy. Океј, Владо сака бокс. Мастер Злат. Junior Twister. Стефан Андреа, Family Bucket? Да, може. Океј. Ѓоко, гладен си ти? Гладен, океј. За Ѓоко 4 трипл дабл бургери, Сандерс Bucket, 10 копанчиња, 5 крофни, нарачано. Повелете. Кога нарачав, кога стигнав? Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи? Лео, за активни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Ептен сте брзи, супер да се соработува со вас. Секогаш сме тука. И со колегите консултанти од Мкеш, и со продавниците за пари, и онлайн. Но тоа не е се, Мкеш имаат и одлична исплатлива програма за лојалност која се активира уште од првиот кредит. И тоа не е се. Овие 2 месеци славиме 7-ми роден ден и повторно те наградуваме. Со секој кредит од Мкеш влегуваш во игра за една од 200 супер награди. М први, М брзи, М најдобри. Мкеш. А како влезе кутија? Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата.
Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ние загреваме побрзо, за вие да можете да ги забрзате работите. Користиме пареја за да создадеме совршена кора, за вие да ги усовршите вашите вештини. Правиме топлината да циркулира рамномерно, за да уживате во кругот на семејството. Ние печеме во чекори, за вие да можете да ги преземете следните чекори. Ние ќе готвиме, вие само уживајте. Нови Опти Бейк вградни рерни од Горење. Горење. Како во фудбалот, така и во животот квалитетот се препознава по вложениот максимум. До него никогаш не се стигнува лесно и на прва топка. Туку со упорна, сигурна и макотрпна работа во која се вложуваш целосно. Токму тоа е признанието на една добро завршена работа. Квалитетот како мерило за успех. Токму квалитетот е она што го препознава и што ми значи кај Златен даб. На здравје! Креатурите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Овој шизеленчук јаде само со молење. Томи, за силни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Денеска пиеме бел чај со портокал. Тоа е богата мешавина на вкусови и мириси која ќе ги разбуди сите ваши сетила, грижливо одбрани билки кои ќе ви го одземат здивот. Пробајте бел чај со портокал од Good Nature, се разбира. Историјата на брашното јасно покажува како некои работи, ако им дадеш доволно време, може да станат исклучителни, како моето брашно од Кадино. Најдоброто, пробајте ако не сте моето брашно од Кадино. А бројот 7 секогаш има некакво значење и најчесто значи добивка. Има 7 континенти, 7 светски чуда, 7 дена во неделата, седмица на лото, Кристијано Роналдо, а сега во листата и М-кеш, и тоа по повод 7 години постоење на македонскиот пазар. М-кеш ве наградува со дури 200 награди, аплицирај за кредит до 31 мај и освои една од тие 200 награди по твој избор. Дознај повеќе на mcash.mk. М-кеш, то зајмувај одговорно. Јован, да те прашаме тебе, има приказна која треба ти да си ја раскажеш, јас џабе ќе зборам. Само ќе кажам дека постои некој момент каде што ти живееш со луѓе кои не ти се обраќаат со Јован, туку погрешно име. Go! Прва година факултет идаме од Скопје, од Охрид. Јас и брат ми, тој е постар од мене, заедно да бидиме цимери, ама најдовме поголемо место зад Буњаковец кај Песталоци и треба уште, одлична локација. Сега друго. Добро бизнисот во Охрид. Ни треба уште двајца некои и најдовме уште двајца браќа од друг град, не е важно. Добро. Рандом не се знае, значи скроз. А како ги наоѓа? Знаеш, сериозно, како се наоѓа?
не знам точно можда е baraicimmer.mk нешто, сигурно беше цимери, не познат нешто имаш. Да, ево и идеја. Комплетна доверба, едноставно дојдете да живееме. Слободно, да видиме, можда нешто ќе испадне интересно, не знам, да пробаме. Да, дали ќе интересно или не е, нешто испадна. Се најдовме, тие беа пред нас 2 дена поедени таму и идеме, јас и мајка ми, татко ми таму заедно, јас, брат ми, сега во дневнава и тие спиеа нормално, пошто од друг град беа. Немаат врска, ама си влегоа во дневнава. Идете ево за потребите на оваа емисија, ќе ги наречиме Жаре и Даре. Така, добро. Браќата. И влегуваат прво Жаре, се поздравуваат со татко ми. Здраво, јас сум Жаре, мило ми е, со мајка ми Жаре, мило ми е, со мене Жаре, мило ми е, јас му викам Јован, мило ми е, се поздравуваат со брат ми, влегови Даре после тоа. Даре со мајка ми Даре, мило ми е, со татко ми Даре, мило, мене ми вика Даре, јас му викам Жаре, мило ми е, и само продолжи и со брат ми само гледа мајка ми ме гледа два како шо ти е, бе? А ти му го кажи името на првиот? Јас со брат му го кажав името него, јас се представив како брат му, како Жаре и не го поправив. Пошто си реков поглупо ке ако се устварите зафркавам, ама толку ми беше незгодно. Да, демек се ја викам ко брат ти се викам. Да, оставив само ситуација да поминит, па можда некој ќе го каже моето име после вистински. И он ќе си помисли ја не сум чул. И сега си поминви тој и са еден период поминви, најако беше што ни брат ми го поправи него, ни брат му, што јас му се представив како Јован, пошто брат ми прво мислеше дека од друг град, знаеш како во Битол Александар Сашо што ги викат. Дека пример Јован во тој град Жац ќе го викаме и така. И се овој Жац ме викаше, брат му ме викаше Јоци, се нешто се и се брат ми вика шо е нешто така си играт. А овие двајца и браќа не се поправат, не се прашват ме ги унив демек. Жац и Јоц зешто, демек ши ги јас. Веќе почнува така. Да, си одеш и се играме карти, се дружиме, другарчиња нив никој ќе дојде сите Жацка и си друг Јоца. И све тоа измешано и само поминве. Ти излеа ме бараше долго на Facebook, пошто не можеше да ме најди од Жац. Нормално. И после 3 месеци ми стигна покана за пријателство и се сретнавме во Кујнава и ми викаат кафе си пијат. Жаца. Јован, мило ми. Не. И продолживме да живееме до крајот на годината и толку. Експериментално. Ти заслучуваше надворе, идеш Буњаковец пазарчето, одиш да испазариш и да чуеш Жац и да... Да, малце, да. Имаше еден момент кај што она почи козага, така на Жац само. Човече, браво. Добро, на равучение немаме од ова. Шо е, знаеш кој е на равучението? Викајте се луѓе како сакате. Патот до пеколот е поплачен од добри намери. Тоа е. Одбери ќе види, не сака срцето да му го скршам одма. Држи. Да. Ако многу ми мислам дека би реагирали исто. Не. Ама ќе кажеме. Јован Жац. Ќе кажеме. Јован, да те чуеме сега тебе? Може, ајде. Цепај. Многу некогаш во последно осеќам притисок комашко, знаеш, во последниве, не знам, неколку врски така со женскиве осеќам голем притисок, пошто фразата дамите имаат предност важи само за убави работи, на пример да влезиш негде преку ред, да влезиш без резервација, само да прашам, не знам, на студентски прашања или во аптека, само да прашам да ти земи нешто. Само за такви работи важи ladies first, а за другото мажите, пошто пример се дома мене некој ако ми влези да провалит, немат ladies first тука, нема женскава да стани да се справи со крадецов. Мора ти да оиш бате по пижами некој што ти ги има таја купено за нова година со елки некој глупи и мора да ги носиш затоа што така само си докажувал дека не ја сакаш. И такви се безвезни пижами, некој овде со дупче под мишкава скинати и незгодно ти е да излезиш пред крадецов така. Знаеш си кажеш леле што ќе си речит крадецов бе вака ме ви дај некој джемперче нешто да стаме бате пижамите и тате терат со овие работи да имаш вакви мисли. Пошто види, реално јас имам фаца за лик во хорор филм Прв шо умират. Тоа е онај, знаеш, прв умират, излегви ликов во хорор филм, излегви насловов и после почвит филмов. Значи, тој лик сум јас. Онај одет од почеток некое друштво заедно, сите се движат и мене ме заборавет назад и нешто ќе ме повлечи назад, ќе ме изејт, ќе ми речет, ој бе види онде во темници не шо имаат, онде десно, кај што никој не би пошол и ти ко глуп поиш.
поиш таму, јоиш нешто ќе те изе, некој ќе те закачи со нож. Тој сум јас и се јас треба да одам со крадецов да се справам. И најмногу ме нервираат оние хипотетички муавети што 90% од женскиве, значи во врска ги прават, значи саке да знаат шта би било кад би било. Секогаш некој таков муавет ми се случи. Не знам, на пример, шо ако сега тебе, на пример, крадецов те заколеше и се јас мислев дека ти си умрела, а уствари ти да си жив, да преживееш, ама јас да си речам тој да ме грабни, да ме однеси негде пошто си да ме киднапират и се јас да си речам па шо бе, пак млада сум, ај ако не ќе одам, ќе се пробаме, ќе се заљубам од нигде никаде со него, ќе си имаме убав живот негде, пари ќе направиме, деца, ова она, на детево прво ќе му купам учебник по историја, пошто да ме потсеќат на тебе, минато си веќе ти, и така и се посети да сватиш дека јас сум негде таму за мината грабната, ќе дојдеш да ме спасиш назад, да ме донесиш во Македонија? Не. Шо си толку нечувствителен бе, јас за тебе ова го правев, во крадецов се влюбив, за тебе море дете со него направив, растев по вечери да ме части човеков, зашо за ти да не дојш до ме во Естонија да ме спасиш и назад да ме вратиш? Шо ти е тебе, будала си? Едноставно не. Леле, будала, нечувствителен е, значи, вака ти за мене размислуваш. Знаеш колку ќе ни е преубо бе пак да си се заљубиме да ме вратиш назад во Македонија? Билјана, излег ви од кола, те молам на велосипедска, сум паркиран, ми рече имаш нешто важно да ми кажеш. Катастрофа. Например, ова е друга една ситуација, што со друга личност ми се случи. Гледавме филм и ми викат, дали ти ќе ме сакаш ако сум чергиче? Викам, ќе те сакам, пошто ќе имам корист од тебе, да, например, кога ќе се враќам дома, со кал ќе се бришам од тебе, пошто ќе си чергиче, со, не знам, од дожд, од снег, од гомна, да не речам, све, значи, то ќе имам функција некоја, односно ти за мене ќе имаш функција. Значи, јас за тебе таква сум, корист сам од мене, измачкај ме со лајна и фрли ме, така за мене тија, абе, шо ти ми рече ако си чергиче и ти викаш и не викај, многу в кино сме, значи, иако кај нас во Охрид нема луѓе во киноно, ама сепак не викај ќе ги разбудиш вработеније. На многу, знаеш, ја трнав го фалам Охрид, ама стварно ние си го сакаме Охрид многу во екипава. Охријани кои градови ги сакаат да видиме? Знаеш, кој е омилен град во Македонија надвор од Охрид? Битола, јас морам одма да кажам. Зошто бе? Така чувствувам обврска да кажам Битола. Некоја внатрешна, не знам, нешто. Сопругата не е од Битола? Не, боже, пази, не. Ама ги сакам. Така некако блиску се, убај се. Добро, не знам. ајде, натаму. Кој Струга? Не е град. Не е град. Реклами! Да, и одиме, мал блок реклами. Но добро, окей, прифатено, продолжуваме понатаму. Кој не каже? Јас Скопје ви рекол, пошто имам многу пријатели овдека, другари, секојаш сум поминал супер. Биде си искрен така, ја не знам што се занесува Битола и Струга. Охрид! Еве без патари. Скопје се разбира. Да, таа е релацијата. Кум од мене ми од Скопје, така да. Исто, да, браво. Да, и ние. Дефинитивно. Апсолутно, Скопје. Центар. Вака сега. Јован имате еден омилен. Омилен, па сега како омилен, да, ради други работи, ама би рекол Кичево. Ради Владко Лозанос. Да, и ради Владко. Најпрогресивни се, морам да додам овде. Најпрогресивни се во држава. Авангарда, затоа што првиот секс шоп е отворен во каде ако не Кичево. Fun fact, еве го. Да. Чекај, сакаш да тврдиш ова е вистина. Газдарицата е по потекло од тој фамозен. Јас го нарекувам Лас Вегас, поздрав Кичевчани, peace and love. Чекај се, нека си каже, а зошто Кичево? Меѓу другите? Владко едно, добро. Да, тоа е под едно, сега под разно. Прво, име добра смисла за хумор. Добро. Првата средба, мене ми е многу интересен кичевскиот дијалект. Сега не знам, некогаш кај во овај предел на Македонија добро го примаат, некој не е толку, ама западниот дел така со дијалективе и си јаме. Сега Кичево мене ми е омилен затоа што не можам никогаш сериозно да ги сватам со дијалектот, како сега за нас некој кој ќе каже, кој ќе провед со шегиве матимат, нема да Скопјани да и сега јас малце фокусов ќе го однесам на кај Кичево. И прво имав колешка, поздрав до неја, од Кичево, и првиот момент ни рече, ко
се запознавме на факултет, не може вие охријани колку смешно зборувате. Викам, сериозно? Ние? Вика, и тоа беше така еден муавет кај што тргна и имав некои добри средби и си викам во тие години, тоа кај што си млад ентузијаст по нежниот пол, дамите, во Охрид, тоа го викаме напален. Добро. И си викав, единствен лек против тоа за мене е кичевски дијалект. Аха. Да дојди девојка, значи мисица на Светов, најуба Божица, ама да е од Кичево, со кичевски дијалект и да ми речи... Нешто ќе ти ја? Соблакај се, не може више да издржа. Тогаш мислам дека и овај долу ќе рече ти ја не може више, ќе стани ти ќе си замени. Ама саркастично. Да, саркастично, да. Најако ми затоа што има ти шмеки кои ќе се настинаат и тие, да. Ау. Да може да голта, ќе ти звона попосле ќе дојда. Одлично. И на англиски го држат акцентов исти, на англиски. И на англиски истиот акцент е. Да видиме. Come on, Никола. Не може anymore. Come on, не ме масирај. Одлично. Значи, имаат многу добра смисла за хумор, така се надевам дека ќе ме прифатите кога ќе дојдам таму да настапам со некој од екипата. Да ти кажам, јас се надевам после ова. Да. Надеж. Поздрав до Надежта. После Колку не е испочитувано никогаш. Кога сме кај почитувањето, да ви испочитуваме со најдоброто од Македонија, Good Nature и Златен даб за сите има. Нормално, нема да се дели ова без гајле. Така да, кога ќе бидат дечките во Скопје, следете ги по социјалните мрежи, фала Богу, за да видите каде што настапуваат. Ако се низ Македонија, дојдете да ги гледате. Ако вие одите во Охрид, најчесто во Джезин, така? Да. Ти работиш во Джезин? Да, тоа е нашиот локал. А како е стварно да настапуваш кај што работиш? Многу е стресно. Пред да почнам со работа, прво чистам кафиџот, после пречекам луѓе на врата, им наплаќам карти и после настапам. Па продолжам кошанкер. Ај се одете си да растиш. Да, сега имаме друга работа, фала ви многу. И проверви дали го памтат. Да. На крај на вечер ги спрашувам сите. Тоа беше кремот на охридскиот стендап Коле, Јован, Зоки и Никола. Да ги испратиме, дечки, фала ви многу што бевте тука. Фала за поканата. Фала за поканата. Одлично! И овде е крајот, така да им благодариме на Мартина, Стефани и Андреа и на вас што не гледавте ова сценарио, веќе не е потребно, токму затоа ќе си оди за рециклирање. Секако вие бидете совесни граѓани и користете ги кантите на Пакомак, фрлајте си стакло во стакло, сортирајте прво, после фрлајте стакло во стакло, пластика во пластика, хартија во хартија. Се гледаме за точно 7 дена, тоа беше се од оваа комичарска 3 априлска емисија од Еден неден. Се гледаме идната недела. Чао!